Пчеларите во државата се соочуваат со досега најголеми и најтешки предизвици да го сочуваат производството и идентитетот на македонскиот мед. Во голема неизвестност најголеми противници се климатските промени, увозот и пчелните болести. Овака, најголеми предизвици не само пчеларите, туку целиот земјоделски сектор, постојано го спомнуваме, се климатските промени. Значи, гледаме како е временски услови, значи екстремни врнежи, екстремни температури, значи огромни разлики. Значи климатските промени пред све. Пробуваме со нови техники и технологии да, ако може нешто да подобриме, меѓутоа сепак климатските промени да се оправат својата, значи се потешко доаѓаме до квалитетни пчелни производи. Од друга страна, освен климатските промени, проблеми со така наречениот мед, односно за сладувачи кои се декларираат, кои се етикетирани под мед, значи нелојална конкуренција која буквално го ништи целиот сектор. Тоа не е само пример кај нас, тоа е цел регион, да речеме пошироко, меѓутоа еден од поголемите проблеми при нашето економско работење со пчелите. Производството на мед во државата има тенденција на зголемување, но тоа чини се поскапо, а сега е доведено до гранка на рентабилност. Нормално, сите репроматеријали се поскапени. Ако напред беше пред неколку години можеби една пчелна кошница може да се купи зборам као инвентар опрема за 50 евра, сега испод 100 евра веќе немаме солидна кошница за купување. Сите материјали, влосоци, за одржување, значи прихрана по гачетата, тоа е зголемено за 50-100%. Плюс, и напоменам тука и повторно, климатските промени. Значи се потешко се доаѓа до одржување на пчелните семејства, дури тешко до било кој килограм на мед да се дојде. Во моментов пчелите се во работна експанзија која дефинира успешната работа за целата година. Каква е состојбата? Пчелните семејства релативно добри изгледува од зимата, значи од зимени добри беа. Значи март некаде искористија можеби делот на првата пролетна паша, што викаме ние, нешто склива, джанка, дрени било, што меѓутоа средината на април и мај се катастрофални. Значи веќе пчелните семејства место да имат, како што ве спомнавте, експанзија во развој, тие до одреден степен стагнираат со развојот, бидејќи имавме многу кратки паши, односно брзо прецветување на јаболка, круша, кое знаеме и мрасват и одредени региони во Источна Македонија, така да пчелите се буквално моментално да речеме во стагнација, меѓутоа да, во стагнација место да имат онај бурен развој, мески развој како што треба да го. Пчеларите и нивните здруженија се единствени во нивните барања во однос на државата. Навремено исплаќање на субвенциите тоа државата што го веќе е предвидено со закон и нормално нелојалната конкуренција, односно самите одредени маркети на пазари да се тргне нелојалната конкуренција, односно така наречениот мед кој е за сладувачи, значи тоа е тоа. Овие барања тие повторно ги актуализираат во очи на утрешниот меѓународен ден на пчелата, кој во државата ќе биде одбележан на многу места и на различен начин.